Почитувани членови на семејството на нашиот прерано починат колега и пријател Орданчо Тотов, почитувани роднини, пријатели, спортисти и спортски работници. Ова е веќе 6-та година од кога во чест на нашиот прерано починат колега, пријател, другар и роднина го одржуваме меморијалниот кошаркарски турнир Орданчо Тотов, еден од најзначајните кошаркари на кошаркарскиот клуб Тиквеш од Кавадарци. Данчо, како што ние неговите колеги и неговите блиски другари вообичаено го викавме, е роден во Кавадарци во 1953 година, во повеќечлено семејство. Тој беше најмладиот од тројцата браќа и една сестра, од кој неговиот најстар Глигор брат беше познат фудбалер на фудбалскиот клуб Тиквеш од Кавадарци. Ние децата од Црквинското мало ја имавме таа среќа поради условите што ги пружаше близината на гимназијата. Да можеме да играме баскет и токму од тука потекна и првите кошаркари на КК Тиквеш, Орданчо Тотов, браќата Киро и Миле Спанџови, Пане Еленов, Диме Чукарков, Диме Алексов, Зоран Мукаетов, Митко Каровски, Петре и Ристо Камчеви и други. Орданчо, како и сите ние од првата генерација на Тиквеш, гледано од денешен аспект, започнавме доста касно да играме организирано кошарка. Под водството на тренерот Клинчаров, тоа се случи во средината на 1969 година, а бевме неизмерно среќни кога во јаnuари 1970 година во Домот на културата сите ние играчите и членовите на управата присуствувавме на формирањето на кошаркарскиот клуб Тиквеш. Беа одиграни неколку турнири, а успеавме во вториот обид да влеземе и во Македонската кошаркарска лига. Орданчо, иако слаб по конституција, беше пресречен кога во првата надпрварувачка сезона играше рамо до рамо со Александар Књазев, од кого и самиот отворено кажуваше дека научил многу за кошарката. Добро се сеќавам кога надпреварот со Вардар во Скопје го добивме во последните секунди благодарение на неговите успешно изведени 2 слободни фрлања. Првата сезона во Македонската кошаркарска лига, засилени со Књазев и Кировски, го зазедовме одличното 4-то место. Таа година бевме пријатно изненадени кога на покана на Кошаркарскиот сојуз на Полска бевме поканети да гостуваме во градот Згоржалец и со тоа и со КК Туров одигравме неколку пријателски средби. Ова беше можност за многу од нас за прв пат да отидеме во странство. Тоа беше во август 1971 година. Пољаците ни го вратија гостувањето и дојдоа во Кавадарци во септември истата година. На првиот надпревар победи Тиквеш со 82-66, а на овој надпревар Орданчо Тотов постигна 15 коша, а на вториот победи Туров со 2 коша разлика, а Тотов на таа утакмица постигна 17 коша. Данчо беше капитен на екипата која во 1984 година го освои првото место во Македонската кошаркарска лига, но за жал, поради реорганизација на лигата, Тиквеш не влезе во втората сојузна лига. Играше долго за кошаркарскиот клуб Тиквеш од 1970 до 1986 година, скоро 16 години. По оставката на тренерот Камчев во 1986 година, Данчо беше назначен за тренер на КК Тиквеш и на таа функција остана до 1989 година, кога и целосно се прости од кошарката и се посвети на својот бизнис, предпријатие за продржба на препарати за заштита на земјоделските култури Агротомил. Меѓутоа, никогаш не се откажа ниту од кошарката, ниту пак од спортот. Воопшто, за својата душа играше баскет, а често можеше да се види и на тениските терени на гимназијата, а покасно играше и фудбал. Че остане запаметен како голем спортист кој никогаш во својата богата спортска кариера не направи некаков инцидент или било што кое ќе ја памети неговата спортска кариера. Орданчо Тотов ќе остане запаметен кај сите нас, неговите другари, кои ги имаше во повеќе генерации, бидејќи долги години играше активно кошарка како вистински спортист, кој беше и гордост за кошаркарскиот клуб Тиквеш и воопшто за кошарката во Кавадарци. Ете, токму затоа и овој меморијален кошаркарски турнир, кој ќе не потсетува на овој голем спортист кој афирмираше кошарката и воопшто спортот во Кавадарци. Нека му е вечна славата. Бензинска пумпа ДМД Оил. Уживајте со најелитното фудбалско доживување. Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk
и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел.